Да, почнуваме со дебатниот дел, како што кажавме, Милан Стефановски, политички аналитичар. Добро дојдовте во студио 10, господина Стефановски, се гледаме повторно. Добро ве најдов и задоволство е да гостуваме на убави теми, односно на актуелни теми. Да, денеска е баш актуелно, моментот што се чека веќе долго време на политичката сцена. Треба да се случат денеска оставките на премиерот Ковачевски, со тоа автоматски на целата влада, на парламентарниот спикер Тала Џафери, со што ќе почне процедурата за избор на техничка влада. Синоќ се објавија некои нови информации, ВМРО ДПМН конечно ги соопшти нивните предлози за министри и заменици министри во техничката влада, и од СДСМ исто така кажа некои промени. Значи за ВМРО ДПМН знаеме дека Панче Тошковски ќе биде во МВР, Јоко Велковски во Труд и социјала, имаме и заменици. Интересно е кај во владеачката коалиција што Бојан Маричич и Артан Груби на некој начин ги менуваат функциите. Бојан Маричик станува прв вице-премиер, а Артан Груби вице-премиер за европски интеграции. Вака како генерално, како вовед, ми се чини дека некако поголемо изненадување имаме кај ВМРО ДПМН отколку во владеачката коалиција. Да, само мала корекција, они не ги минуваат позициите, останува Маричич за евроинтеграција, а за политички системи односи на заедниците Артан Груби, но овластувањето за прв вице-премиер, оној кој нели практично ја води владата во отсуство на Ковачевски, функцијата, званието преминува кај Маричич, да. Инаку Артан Груби останува како министар за политички систем. Добро, овие кадровски очекувања, односно позиции на двете политички партии се очекувани, не својствено само нели генерално кај нас во една политичка некултура останува тоа да биде 5 до 12 или треба да биде веројатно политичките стратези со исфрлување на имињата кои нели практично во финалето или во предворчието на техничката влада сака да ги чуваат во тајност имињата, да избегнат нели медиумски понатака напади, но тие кадровски решенија практично имаат техничка улога. Да подсетиме дека во 2016-2017 година под покрителство на меѓународната заедница заради констатација на заробена држава се формира техничка влада која има техничка улога да ја спроведе да ги спроведе изборите, за да нема нели постизборно аргументи дека тој не е демократски изборен процес. Но очекувањата беа таа да биде во еден мандат на едни избори, понатака СДСМ или било која партија тогаш да победеше, да создаде услови и принципи да владее демократијата. Да не заборавиме дека абецеда, односно буквар во демократијата се слободни избори, односно изборната волја на граѓаните да ја определат својата иднина. Оттаму заклучокот дека како општество и како држава ние дури и техничкиот модел можеме да го извалкаме, можеме да го компрометираме до таа мера да може да водиме популизам и политика на нешто што има техничка улога. Разликата меѓу техничката влада тогаш и сега е со тоа што Дуи водеше кампања за премиер на Албанец, во преговорите со СДСМ договорија последните 100 дена да има премиер Албанец, што е надвор од техничката влада, односно од принципите дополнителен договор е тоа. Тоа е платформа во која, например, ВМРО ДПМН не учествуваше. Оттаму можеби тие политички потези, колку и да звучат нели популистички, од една страна се разбирливи, бидејќи тој е договор во кој техничка влада постои помеѓу сите политички чинители тогаш кои беа нели легитимни и се лепи договор помеѓу две владеачки структури, во случајот ДУИ и СДСМ, за таков политички маневр да има албанец премиер, иако тоа нели од ДУИ е етничко-популистички проект кој не успеа да договори албанец премиер, па договорија во текот на преговорите последните 100 дена, кој практично ја комплицира улогата на техничката влада и оттаму таа позиција на ВМРО ДПМН е да не сака целосно да учествува во процесот,
туку да избегне наводно коалиција со ДУИ и со СДСМ, односно да прати порака дека во тој процес не учествува ВМРО ДПМН. Да, Ако успеав систематски да објаснам која е разликата меѓу техничката влада тогаш и сега, разликата е тоа што има ротирање од претседателот на собранието во моментов Талат Џафери како премиер во договор на ДУИ и СДСМ за премиер Албанец. Да. Ќе зборуваме уште за околу тие мотиви на ВМРО ДПМН и техничката влада. Сакам да ве прашам за персоналниве решенија. Можам да кажам дека за дел од јавноста е изненадување, најголемо изненадување, ајде да речеме позицијата во МВР каде што е назначен Панче Тушковски, адвокат, бидејќи се предпоставуваше дека таа позиција ќе ја завземат оние кои во партијата го водеа ресорот безбедност, најмногу пресконференција држеше Драган Ковачки или Наке Чулев, да речеме, најмногу се предпоставуваше дека може да биде еден од нив двајца, но некако ова решение е делумно изненадување за јавноста. Да, добро, тоа е дискреционно право на претседателот на партијата да профилира кадар кој мисли дека е најсоодветен за таа функција. Во политиката постои стратегија на политички маневар или пуштање на пробни политички балони кои сакаат да опипат јавноста, односно чувството на јавноста за одредени профили кои треба да ја заземат таа позиција. Можеби и намерно пуштени имиња кои фокусот ќе биде на можна компрометација на луѓе како што ги спомнавте господинот Ковачки или господинот Наке Ќулев и излегува нов профил на човек кој јас не можам да дадам мислење колку он би ја водел добро или лошо таа институција, но во таа смисла претседателот на партијата и извршниот комитет мислеле дека тој профил на човек и на индивидуа може успешно да води технички министерството низ овие 100 дена до изборите. Која е важна институција во однос на креирање на политики кои ќе овозможат безбеден изборен процес, односно да се оневозможи партискиот систем на било која политичка партија да може да го компрометира изборниот процес со партиски вработувања и така натаму. Добро, токму затоа се избрани тие ресори МВР, труд и социјала, финанси, бидејќи тие се претпоставува дека тие најмногу може да влијаат врз легитимитетот на бирачкиот процес на изборите. Одно што во однос на ВМРО ДПМН и на техничката влада, кога ВМРО ДПМН кажа дека тие ќе учествуваат во техничката влада, но нема да гласаат за неа, или, например, нема да учествуваат на седниците на влада, токму поради ова што вие го објаснувавте пред малку, поради тоа што Талат Џафери е претседател на таа влада. Она што ставот на премиерот Ковачевски беше дека тогаш тие не може да учествуваат во таа влада, бидејќи според него е апсурдно да учествуваш за влада за која не гласаш или да не учествуваш на седници. Но се чини дека таа дилема ја пресече претседателот на собранието Талат Џафери, кој рече дека тоа е тоа, нема тука ништо спорно, таков е законот за влада и дека ВМРО ДПМН секогаш ќе учествува. Што поскоро ја елиминираме законската обврска за техничка влада, ќе покажеме демократска зрелост и пред странците и пред домашната јавност. Задача е на секоја влада да креира механизми кои ќе создаде доверба кај гласачкото тело за легитимен изборен процес. Има една парадоксална ситуација, една хипокризија. Ние да збориме континуирано за напредок во Европската Унија, заклучоци извештаи од Европската комисија за напредокот на нашите институции, а при тоа не можеме една техничка обврска да спроведеме чисто, односно легитимно или преку креирање на политичка култура, на едно заедништво за изборен процес. Вие ако сте во ситуација техничката влада да ја компрометирате со политички маневри, каде што ќе стварите една несигурност, тогаш дилемите околу персоналификација на кадрите или дали Ковачевски го кажал тоа дека апсурдно или не, е ирелевантно, затоа што вие имате ВМРО влича аналогија дека и СДСМ не ја гласал техничката влада 2016 година.
Ви гледате дека политичката култура, односно не култура, се гради како, знаете, сега јас тебе ти мене на детска игра да ти умре козата или тоа е менталитет кој нас не остави на ова ниво кај што сме сега. Институциите не функционираат. И сега со овој наратив, градење на овој наратив, ние воопшто не помагаме на државата. И јас дури се сомневам дека политичката некултура е недостаток и на домашно воспитување, на образовна култура или на несоцијална култура. Јас очекував дека некој од политичките партии ќе изгради нова парадигма, кој ќе биде флексибилен, кој нема да има его и суета во однос на државата, ќе биде пред своите интереси. Ние гледаме дека тоа не функционира. Но видите, кога зборуваме за техничката влада и за тоа речи се сите партии во изминатиот период се изјаснија дека треба да се укине таа техничка влада. Тоа го кажа и СДСМ, тоа го кажа ВМРО, ДПМН. СДСМ не можеше да укине техничката влада, заради тоа што имаше договор со ДУИ за албански пример 100 дена пред. Да, но зборуваат за концептот на техничка влада дека треба да се укине, дека невозможно да преговарате со Европска унија сеат и да видите членка на НАТО, а да имате техничка влада која треба да му даде на изборниот процес друга слика. Да, но сакам токму тоа да ве прашам. Но ми се чини дека сите тие заложби само стана на некакво декларативно ниво, бидејќи реално никој во собранието не покрена процедура за да се смени тоа, законот за влада. Значи сите останаа само на заложби, декларативни, сите кажаа да, треба да се смени, но реално никој не потегна таков чекор. 30 години за жал функционираме на декларативни заложби, на популизам, на градење на политичка некултура и политичка нестабилност, која нас потоа ни се одразува на сите нивоа, дали економска или безбедносна. И јас, например, ова прашање реално можеби треба да биде веќе игнорирано, затоа што колку ние повеќе ја пласираме во јавноста оваа обврска, ние бегаме од реалните проблеми. Дека никој не зборува за проблемите во Манав, за криминалот и корупцијата. Никој не зборува за реалните проблеми на граѓаните. Ние збориме сега дали кажал Ковачевски дека тоа било апсурдно, што е легитимно на крајот на клишата ВМРО како ќе учествува, бидејќи влече аналогија претходно како се сам, или кој потези ги направило ВМРО ДПМН во однос на техничката влада. Крајната заклучок и крајната слика е дека ние се уште немаме капацитет да зборуваме за демократија и да чекориме кон Европската унија. Тоа е од странците, вие кога ќе гледате, они не се замараат со техничките позиции или со стратегии, тоа немаат време, они гледаат дека ние не сме кадарни да спроведеме дури технички избори, а ја продаваме приказната дека сакаме да почнеме преговори со Европска унија. Тоа некако парадоксално се студира. Желбата на сите политички партии постизборно треба да биде укинување и да се институциите се професионализираат, да не се политизираат. Од таа смисла ќе се трне оваа магла, која ние место да имаме избори во мај, ние имаме избори од јануари. Таа атмосфера се гради сега 100 дена. Ние сме единствена држава која има избори 3, 4, 5, 6 месеци. И страда граѓаните, страдаат економијата. И тие 6 месеци пред избори не функционира ништо. Председател на ВМРО ДПМН вчера јасно кажа дека тоа нема да се види некој голем мајер во техничка влада, ќе има повуци и потегни, ќе има кочење, ти вака рече, ти така направи. Таа е реалност. Но сепак се решија да учествуваат. Да, од таму нејаснотијата ми е зошто не многу порано не се пласираше можеби идеја техничката влада да биде укината. Можеби е пласирана, јас се сеќавам дека ВМРО ДПМН во една прилика даде некоја иницијатива дека не е потребна техничка влада, но немаше реално желба и во владата, односно во политичките партии се да се медуи, бидејќи они веќе претходно имаа договор за 100 дена албанец премиер. Видете, ако вие техничката влада ја укинете, ќе имате проблем да пласирате 100 дена, односно да изберете албанец и ротација. Ќе влезете во собствена замка. Имаше во однос на тоа на премиер албанец и на ставот на ВМРО ДПМН за Талат Џафери, имаше еден одговор од ДУИ каде што партијата кажа, сега не знам дали ќе останат на тие ставови или тоа е само една импулсивна реакција каде што кажа добро, доколку ВМРО ДПМН
не го признава легитимитетот на Талат Џафери, тогаш ние нема да гласаме за техничката Добро, влада. ДПМН не го признава легитимитетот. Таа работи во собранието, председател на Не, собранието. зборуваме како премиер. За премиер. Разликата не е суштинска. Бидејќи ВМРО ДПМН вели нема да учествуваме на седници каде што Талат Џафери е председател на влада, нема да гласаме за таа влада, на некој начин го оспоруваат тој момент, дека он е премиер, Так. технички премиер. И ставот на ДОИ беше добро, тогаш ние нема да гласаме за таа влада, нема да дадеме поддршка. Веројатно се работи за дневно маневрирање политичко, не веруваме дека ќе дојде тоа, но прашањето ми е друго. Дали со овој став ВМРО ДПМН можеби има дополнителен проблем во однос на перцепцијата за антиалбанство, за антиалбански ставови, и така натаму, бидејќи очигледно е дека партијата има проблем во комуникација со албанските партии. И тоа се разбира, зборуваме за едните коалициски капацитети по тоа, на таа. Да не забравиме дека и СДСМ своевремено беше со платформа, односно со стратегија дека нема да коалицира со ДОИ, и тоа Заев го пласираше. Тоа е една изборна реторика и ВМРО ДПМН се ја користи, не сака да коалицира со ДОИ. И не би можел да препишем на ВМРО ДПМН антиалбанство, но има легитимно право ВМРО ДПМН дека слабостите на системот, на владата во целина, на тие сите афери, да го користи во тој контекст. Да, тоа може да ми направи на ВМРО ДПМН понатака проблеми во однос на коалицирање, во однос на коалиционен капацитет. Дуе умешен во политичко пазарење, онаму каде што може би резултатот ќе биде подеднаков, но ние премногу анализираме изборен вокабулар кој сме сведоци дека во изминативе 30 години не важи. Едно се зборува пред избори, едно се зборува пред избори, понатака кој имаш моќта, кој имаш позициите, кој имаш и одговорноста, стратешкиот пристап понатака е сосема друг. Да, за волја на вистината, двете партии тврдеа дека нема да коалицира со ДОИ, и СДСМ и ВМРО ДПМН, Да. по тоа коалицира. Добро, во однос на таа можна идна коалиција, очигледно е дека според анкетите води ВМРО ДПМН, тоа го покажуваат сите релевантни анкети, и доколку ВМРО ДПМН остане, да речеме, на ставот дека би преферирале коалиција со албанската опозиција, каде што се Изет Меджити, Африм Гаши и Касами во еден блок, сега за сега Алијанса на албанците е, како за сега, е посебен субјект, не е ни со ДОИ ни со нив. Тогаш интересен е развој на настаните во поглед на меѓународниот фактор, во поглед на тоа, пред се на Соединетите американски држави, кои имаат прилично директни ставови, нешто што барем според мене, вие исто така паметите добро, вакви директни пораки не се видени, ми се чини, ни во времето кога беше Никола Груевски таа влада, а знаеме тогаш какви проблеми постоја. Значи пораки од типот внимавајте за кого ќе гласате, јас од нив не би купил ни половен автомобил и така натаму. И дополнително информациите за некаков документ non-paper кој би го подготвила албанската опозиција и би го презентирала како услов за нивно коалицирање во рок од 6 месеци да се смени уставот. Ми се чини дека еве да го сумирам прашањето, за разлика од порано имаме многу директен и видлив притисок од страна пред се на Соединетите американски држави. За разлика од порано и она време што го спомнавте вие кога владата е предвидел Никола Груевски, односно ВМРО ДПМН, има една голема клучна разлика, тоа што ние сме земја членка на НАТО. Лупата, ако била на метро, еве условно кажано метафорички, сега е под микроскоп, затоа што ние во 31 земја членка, сега или на 32 ако биде Шведска, сме во кампус на стратешки партнери на Соединетите американски држави, кои нас не гледаат од близко само за тоа што своите интереси, нивните интереси, легитимни интереси, се поклопуваат со сите сојузници. Ние живееме во најсензибилен геополитички контекст после Втората светска војна. Нормално да е пристапот на американците таков како што е. И затоа се тие пораки, и тие ќе бидат, предпоставувам,
може би по-интензивни во изборниот период што следи, затоа што вие ако ги видите тезите на последниот самит, кај што беше присутен Обрајан и земјите во регионот за помош на Европската унија, се помалку се зборуваше за тој грант од пари кои треба да додат во на Западен Балкан, се повеќе се збореше за влијанието на хибридните закани, односно за нестабилноста која може би да се случи ако ние не ги гледаме процесите. Во превод, тоа значи дека ако нема уставни измени и останеме во ваков статус состојба, за Соединените американски држави, за нас, пошто ние сме кратко види, ќе постојат хибридни закони да го компрометираат овој геополитички моментум, односно географска позиција, бидејќи видите, нас не гледаат само нас, тука е Косово, тука е нестабилноста во Бугарија. Бугарија имаше долг временски период нестабилност, тука е Република Српска. И они сите партнери, за разлика од Србија и Косово и Република Српска, ние сме членка на НАТО, пристапот на ова што кажувате вие, директно, интензивно пласирање на политики во однос на предвидливост на европскиот процес на државата. И оттаму да бидат елиминирани сите кочничари на тој процес. Близината и интензитетот е затоа што ние веќе сме во тоа семејство и било недозволиво да ние го компрометираме тоа, а да страдат и нивните интереси. Да, но еве да видиме што значи тоа во пракса, доколку навистина настапи албанската опозиција со таков non-paper. Ставот на ДУ е прилично јасен, тие кажа неколку пати дека за нив еден од главните услови за коалицирање со било кого во една влада се европските интеграции, дека нема да отстапат од тоа. На некој начин тие ја реафирмираат таа позиција, доколку прифатат таков non-paper, во кој идната влада би се обрзала за 6 месеци да направи устави измени, а тоа директно се коси со ставот на ВМРО-ДПМН дека нема да прифатат уставни измени под бугарски диктат, или уште драстичен беше председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски кој кажа дека никогаш нема да прифатат уставни измени под бугарски диктат. Тогаш тоа би бил навистина проблем за таа влада, бидејќи ВМРО-ДПМН треба да прифати нешто против што врз што ја изгради целата предизборна реторика. И сето тоа треба да се урне со прифаќање на тој некаков non-paper. Втора опција е секогаш, нели, ВМРО-ДПМН да освои доволно пратеници, па заедно со Левица, со останата некои партии да состават сами влада. Тоа е втората опција. Значи, доколку се случи тоа, зборува. Проблемот не е во состојувањето на владата. Проблемот е ден потоа. Вие да имате влада, која можеби таа агенда зацртана има една вака, нели викаат, џаволот лежи во деталите. Прво не е бугарски диктат, и ние и јас, вие би сакале да е бугарски диктат, може би имале подобра државна позиција, тоа е европски, нели? Тоа е француско-германски предлог. Колку и да ние сакаме тоа да го на некој начин во маневри и во спинови да го елиминираме, тоа е факт. И втор факт, председателот на ВМРО-ДПМН сугерира дека додека јас сум председател на ВМРО-ДПМН, нема да има уставни измени. Можеме да анализираме дали е тоа изборен вокабулар или е цврст став на ВМРО-ДПМН. Ако е изборен вокабулар, ќе очекуваме ВМРО-ДПМН може би да најде начин, некоја равенка, непозната за нас, веројатно и за меѓународниот фактор, да ги спроведе тие уставни измени. Со тој даден рок, некој, нели, има шпекулации дека првен ќе биде точка на уставни промени, па после изборна влада, или во рокот од тие 6 месеци вие треба да ги спроведете тие уставни измени, кои нели се додаток на многу малцинства, и тие бугарските, со тие гаранции дека ако тоа ние го завршиме, практично да се отвори процесот во втората меѓувладина конференција. Но доколку се остана тој став, таа влада, колку да е со таква коалиција на левица која нели таа отворено против
НАТО и против евроатлантските аспирации на државата, тогаш веќе имате проблем да бидете партнер на меѓународната заедница. А ако вие не сте партнер на меѓународната заедница, немате достапност ниту до кредити, ниту можете да разговарате за европски аспирации и вие од државата може да направите Република Српска. Значи вие ќе бидете изолирани, ќе имате можеби некоја функционална влада, но капацитетот на таа влада, затоа што ние сме веќе во сојуз и аспирираме да идеме кон друг сојуз, нема комплетен легитимитет ако не се следите интересите на меѓународната заедница. Ова звучи комплицирано за јавност, но ние не сме виновни што сме дошли до овој процес. Да имаме можеби лош договор со Преспанскиот или полош договор со Софискиот, затоа што ние никогаш не сме имале дома платформа. Ние никогаш национално и политички не сме обединети. Ние сега ги лечиме последиците. Ама кој е изборот? Да останеме во блатото, во калта, или треба да тргнеме напред? Додека ние размислуваме кој ќе биде технички премиер, секој ден по еден автобус ја напушта државата. И аферите заради слабостите на системот не престануваат. Ја ви гарантирам кај народот сега да прашате кој му е интересот, дали да види подобро здравство, да има институција што ќе заврши работа, или кој ќе биде технички премиер. Првото ќе биде. Реалната политика на политичките партии не ги следат на реалните потреби на граѓаните. Да. Да, тоа се дилемите. Значи, изборот на таа идна влада сега е директно поврзан и со европскиот пат. Еден од ставовите на ВМРО-ДПМН е дека тие, значи, кога Обрајан вели да, тие треба да понудат нон-пейпер за да кажат кој е нивниот план за понатаму. Ставот на ВМРО-ДПМН пак е дека тие уште од прв ден ќе разговараат со Бугарија, ќе издействуваат подобри услови и на некој начин цело време имплицираат дека може да се смени преговарачката рамка, дека земјата може да добие подобри услови за европски преговори. Ете, тоа е ставот на ВМРО-ДПМН, како тие би го решиле проблемот. Да, сејато. Не постои во Македонија политичка партија која сериозно ги сваќа пораките на Соединетите американски држави. За жал. Тоа можеме да го видиме и со црната листа. Вие видите, тоа е најјаката држава во светот. Ние треба да благодарни што имаат интерес тука и што се поклопува со нашиот интерес. Црната листа говори дека ниту власта... Имаме договор за стратешко партнерство. Имаме договор со стратешко партнерство, тоа е веќе на повисоко ниво. И сме заедно во најголемата геополитичка криза, војна, економска, пандемиска. Премногу пари имаат инвестирано американците во делот на правосудството, во обвинителството, да може ние се поигруваме дури и вокабуларно со нив. Дури да е тоа изборна риторика, дури да е таа публистичка риторика. Тоа е преголем ризик за сите политички чинители. Тестирањето на Соединетите американски држави и кон власта и кон опозицијата, освен црната листа, дали вие исправно ги читате нивните пораки, дали вие ќе ги разберете, а ако вие ги игнорирате, вие нема да имате сјајна политичка едина, ниту на државата, ниту на индивидуите што ги водат тие процеси. Премногу е јасно, премногу се отворени картите од нив, викате експлицитно тоа го говорат. Да, точно е тоа експлицитно говорат, ама веројатно некој експлицитно не го чита. Не може борбата за власт да биде пред државата. Не може борбата за власт да биде пред вашиот стратешки партнер. Вие самите ќе заглавите во тие процеси понатака. Американците имаат механизми како вас да ви извадат на површина. Тоа се има случајно во 30 години. Не случајно се активни тие црни листи, па закон за рестриктивни мерки. Сега се чини дека политичките актери на Балканот како да добиваат сила на некој начин во тој поглед и после руската инвазија на Украина и после ставови на некои европски лидери како на Орбан, па и на бугарскиот председател Радев или на хрватскиот председателот беше Пленковиќ премиерот, а председателот Да, тоа не е важно. Ке се сетам, да. Во моментов ми се блокираше мозокот и на хрватскиот председател. Значи, како да се осоколуваат? Па еве на Балканот да го видиме и председателот на Република Српска, Милорад Додик, но и косовскиот премиер Албин Курти не треба да се исклучи. Значи,
застапуваше неколку пати ставови директно спротивни на пораките на американската администрација. Како да овие балкански лидери на некој начин се осоколија во тој поглед, како да добиваат представа дека американците ништо не можат, може овој, па зашто не и јас, и дека некако како да формираат таква некоја политика, како да интерпретирам, нека се зборат они, нели кучињата лајат, карванот си врви. Но дали е навистина така? Не е така, апсолутно не е така, барем во американската администрација. Заморот од Европската унија од тоа што реално Европската унија нема сенс за геополитички играч. И затоа она промашува во Зоран Милановиќ. Милановиќ, да. Зоран Милановиќ, да, се одблокираше да, се мозокот. одблокираше мозокот. Добро, премногу информации не анализираме нормално. Желбата на американската администрација не оди рака под рака со желбите на Европската унија, односно гледањето на Европа од страна низ призма на американците и низ призма на Европската унија, барем во овој момент. Добиам впечаток дека американската администрација повеќе форсира проширување на Европската унија 2030 година, отколку самата Европска унија. Различно гледаат процесите. Европската унија нас не гледа низ призма на лутба. Вие имате изјава на холандскиот амбасадор кој кажува дека ви имате сериозни недостатоци. Имате посебно за кривичниот закон. Од друга страна, американската администрација докажано, ако сака да го истера тој процес, заради нивните геополитички интереси, они тој процес ќе го доведат до крај. Европа е таа која е слаба, која му има наметнато на овој регион замор, односно фрустрација од предолго чекање. Преспора е европската бирократија во решавање на Балканот на процесите. Тука станува она осоколување што велите вие на тие држави што ги спомнавте, Урбан или Хрватска. Не станува збор само за земјите од Балканот. Да, станува збор за комплетно целата Европска унија. Имаме во Словачка сега премиер таков и Полска имаше проблем да формира влада. Еве и во Шпанија имаше такви процеси. Но Европа нема избор. Во Европа има војна, не во Америка. Европа мора да разбере дека треба да создаде механизми, реформи и проширување да оди паралелно. И тоа е тој залог на американската администрација и на претседателката на Европската комисија фон дер Лајен. И на Макрон да одат паралелно процесите на реформирање и на проширување. Затоа што вие ако се реформирате и проширувањето го трнете на страна, ќе создадете потенцијални вережни точки кои можат понатака да предизвикаат судир, односно да ги остапите тие точки каде што можеби други земји, во случај Русија и Кина, ќе пронедат механизми да ги дестабилизираат заради своите интереси. Дали мислите дека Дали тоа оној скептицизам што го говорите дека лидерите е изразен? Мислите ли дека дел од политичарите и во регионот, но и во земјава, ајде пред себе, дека тоа не интересира, тука се крои нашата судбина, доволно сериозно го разбираат она што се случува на европско тло, за што зборувате, пред се војната во Украина, импликациите, бидејќи читаме анализи дека НАТО сериозно се подготвува за конвенционална војна со Русија, дека таа е многу можна сценарио, и тоа во следните 5 години. Тоа на некој начин го каже и германскиот министар за одбрана. Баш утрово читав изјава на генералот, на шефот на британските вооружени сили, во која тој зборува дека Обединетото кралство мора да се подготви за војна со Русија, бидејќи сме во ситуација како пред Втората светска војна и дека тоа мора да го разберат луѓето. Дека мора да се зголеми мобилизација, мора да се дуплираат вооружените сили и така натаму, значи се работи за пораки кои се алармантни и директни. Но како во земјава некако, како да сме навлезени во некоја своја лушпа, во некој свој филм, како да не разбираме што се случува околу нас и кои може да бидат можните импликации. Ето е таа политичка зрелост и таа интелигенција која треба да ги предводат политичките партии, односно државите. Вие морате, кога претендирате на да бидете носечка
политичка фигура, односно понатака или владеачка, да ги гледате сите околности. Да пресметате и ризикот кој може да има импликација врз државата и во тоа што вие си имате зацртано како платформа. Често се излучуваат едни од други. И токму заради таа констатација што велите вие, нашата глава во моментот во земја. Одиме со глава во зид. Погубни ќе бидат за малите држави рефлексиите на тој се поизразен геополитички судир, бидејќи една работа, мислам дека ја дискутираме во еден извесен период. Во Украина не војува Украина и Русија. Во Украина војуваат Русија, Иран, Северна Кореја, од друга страна целиот Запад. Тој геополитички конфликт е очекуван. Да тие луѓе што ги пратат овие процеси. Станува збор за редефинирање на политичката, односно геополитичката глобалната моќ. Во тие процеси имате ефекти на цунами. Најчесто се поплавуваат малите држави. Ако вие не влезете во некој глобален безбедносен чадор, кај што генерално вие природно припаѓате заради својата етничка и мултиетничка култура, мултикултурно општество, мултиетничко општество со ограничени перформанси на економија, на туризам, на енергенси. Географска, да, ние не сме го избрали тоа, Бог ни дал таму да живееме. Ние мора да преживееме. Значи, ако еден камелеон кој е гуштев, знае да се прилагоди за да преживее, мора да научиме дека живееме во време кога што ние треба да преживееме. Мислам дека тоа политичарите не го гледаат. И други политичари низ Европа мислат дека ова ќе помене. Овој судир, за жал, нема сега да помене. Односно, ќе биде активен, ќе биде многу пожесток, додека некој од страните не сака да почне да преговара. Ви имате продолжување на конфликтот и во Блискиот Исток, се очекува и на Пацификот, односно на истокот од светот, каде што Кина, Тајван и Северна Кореја имаат, Јужна Кореја, некои нерешени прашања. Имаме и во Јужна Америка конфликти, да. Да. Најаве за Во Јужна, да. Тој глобален судир рефлексира секаде онамо каде што имате точки каде што не се решили. Не знам како мислат дека можеме да преживееме, ако не бидеме барем да се заштитиме. За тоа ли се пораките кои дојда од самитот за Западен Балкан во Скопје, каде што европските и американските представници им порачаа на регионалните лидери, интегрирајте се прво меѓу вас, создадете заеднички пазар, покажете дека може да функционирате, па потоа ќе добиете забрзан влез во Европската унија. Значи една прилично прагматична порака, која регионалните лидери како да не сакаат баш да ја слушнат. Многу логично барање тоа. Да, ние не ја сакаме да слушнеме бидејќи ние имаме своје гледиште. Ние имаме прашање кое не е решено со Бугарија, Бугарија има прашање кое не е решено со нас, Србија со Косово и ние не сакаме да видиме они што не испорачуваат. Ако ние не го поминеме тестот, кај што сакаме да влеземе, а тоа е отворен пазар, нула административни бариери, гранични бариери, слободен поток на луѓе и на стоки и на економија, тоа нас не следи во Европска унија. Ако ние сега не го созрееме тој процес, не го поминеме тој процес, тогаш ние не сме кадрни, не сме зрели да влеземе во тој систем. Че тоа е логично и прагматично барање. Да тестираме тоа, идете на тест и така. Да, фрустрацијата е кај нас, знаеме и име се, неминовно било, грешки биле направени, ама тоа поминало. Може би некогаш некоја генерација ќе може да дебатира за клубот. Сега ние се тестираме да влеземе во клубот. Тоа е точно прагматично, логично барање. Дали ние имаме капацитет да го спроведеме тоа? Да. Добро, ќе видиме, значи како ќе се одвиваат работите. Ми се чини дека постои една дисонанта помеѓу барањата и очекуваната на меѓународната заедница и нашето поведение. Зборувавме и за американската црна листа, сега ние нешто како најавивме промена на закон, иако е секојаш прашање зошто мора закон да менуваме, кој им брани на институциите да постапат по тие наводи или сомневања. Ајде да речеме, не сакаме очигледно да се смениме, но јас мислам дека ќе мораме доколку сакаме да тргнеме напред. Доколку не, тоа е тоа. За жал изборот
не е дали ние ќе сакаме, тоа можеби претходно било, дали сакаме, дали имаме капацитет. Сега со изјавите што се експлицитни или директни, ние мораме, премногу има инвестирано и Европската унија и Соединетите американски држави во на оваа територија, на оваа држава, и во овој регион, за да ние не прашуваат дали сакаме, ние мораме, бидејќи повторно станува збор за поклопување на нивните и нашите интереси. За жал, ние не сме. Немаме таква поимливост кон работите, немаме свесност. И тој закон за рестриктивни мерки, ако дојде во таа функција како што е планирана, можеби ќе прати порака, можеби ќе тие, ние имаме и сега луѓе што се на црна листа што се бават со политика. Да. Генерално тоа е и до политичката култура. Да. А политичката култура доа и од, нели, зборевме, од домашното воспитување, од образовната и социјалните елементи кои креираат политички лидери кои се имаат можност да спроведуваат политики какви што ги спроведуваат. Да. Добро, господин Стефановски, ви благодарам за ова интервју. Остануваме да следиме, како што кажавме на самиот почеток, ги чекаме денеска оставките на премиерот, на претседателот на собранието, ќе видиме што се случува. Ви благодарам за ова. Благодарам и на вас и се гледаме во следна прилика. Секако.